Се почесто граѓаните ги користат попустите за летување кои се нудат во зимскиот период. Намалувањата се и до 30%. Туристичките работници велат дека оваа практика се повеќе зема замав поради речиси двојно пониската цена на летувањето. Се уште на врвот се летувањата во Грција, заради цената, но и близината на дестинациите. Летувалиштата во Турција се на второто место поради можноста за целосен аранжман и патување со авион по доста поволни цени. Зголемена побарувачка имало во текот на годината за патување во Дубај, како и празнични или викенд екскурзии, велат од туристичките агенции. Летувањата во соседните држави тетовци ги аранжираат сами, а голем дел од оние кои денеска ги прашавме речиси и да немаат планови за летување. А нигде. Зошто? Зашто не могу да стигам да идам во море? Што имам работа дома. Нигде. Нема пари. Албанија. Не знам, ќе биде. Па не се знае уште со времето. Во Скопје, покрај Вардар, кај ќе одиш без пари, кај се оди? Не се иде. Пари треба. Со 9000 пензија кај ќе одиме? Нигде. Од туристичките агенции потенцираат дека тие нудат аранжмани по многу ниски цени, а граѓаните се повеќе се интересираат за одмор пред почетокот или по завршувањето на сезоната, од различни причини, некои заради пониските цени, а некои за речиси истите пари во топ сезона да направат двоен одмор, еден во мај и еден во септември.